Гостин во Република ТВ е Тања Турунџиева, нутриционист од Диет клуб од Скопје. Ќе поразговараме за здравата и правилната исхрана. Господјо Турунџиева, што воопшто значи правилна исхрана, правилен режим на исхрана? Здрав и правилен режим на исхрана е кога некој ќе се одлучи да не само да практикува здрав режим на исхрана, туку и правилен. Некој може да мисли дека најздраво се храни, меѓутоа сето тоа колку ќе биде правилно изведено, бидејќи многу е важна комбинацијата на храната. Не е важно времето и не е важно количината кој колку ќе исконсумира, туку што ќе внесе во својот организам како правилна комбинација на храна, што значи дека правилен внес на нутритивите мора да бидат застапени во текот на денот и изискува да овошето секогаш е внесено во предплодневните часови како продолжен поедок, ручекот да биде нешто што е македонска традиционална кујна, поделено на протеин или јаглехидрат во текот на денот, а вечерите да бидат некои лесни чорби или пак житарки кои што секогаш ќе бидат и ручеците и вечерите препратени со свежи салати кои што се предсезонски. Како да го исчистиме организмот, да ослабнеме, да не сме на диета? Дали постои такво нешто, дали е тоа возможно? Вечитата тема на дилема и дилема на не само женската популација, веќе и на машката, па дури и меѓу децата веќе се става на говорење темата диета или режим на исхрана. Кај нас диетата сите ги асоцира на гладување, а лично јас сум против било какво гладување за да се симнат килограмите. Подразбираме здрав и правилен режим на исхрана, што значи дека задолжително 3 оброка дневно во текот на денот, распределени према дневниот биоритам, без да се устручаваме или пак да мериме некакви калории или да се трудиме да во исто време ги внесуваме оброците, што значи дека секој према дневниот биоритам треба да испочитува 3 оброка дневно, кои што ќе бидат онолку колку што изискува и бара самиот организам. Со импровизацијата од прочитани диети од најразлични медиуми, можеме само да си го доведеме во прашање собственото здравје или пак мерење на калориска вредност, што е сулудо за внес на калории во нашиот организам, бидејќи една калорија од чоколада е иста со една калорија од јаготка, на пример. Меѓутоа прашање е по квалитет на калорија, која калорија е по добра за нашиот организам и повредна да се внесе во нашиот организам. Што значи дека импровизација со препишани диети или пак изгладнување е сосема еднакво на нарушување на здравјето или колапс на имунолошкиот систем. Кај жените најчесто пореметување на хормоналниот статус, што значи дека изискувањето на здрав режим на исхрана према индивидуата е најадекватен за да ги симнеме вишокот на килограми кои што го имаме или пак ги покачиме вишокот на килограми, пошто имаат луѓе кои што имаат и таков проблем, или пак да решиме одреден здравствен проблем кој што ни е појавен во моментот, или хроничен здравствен проблем кој што го имаме. Во ексе и божикните пости, ама време и на слави, на имендени. Иако е сето тоа постно, знаеме и да се прејадеме. Што би ни препорачале? Да, на прејадувањето во вакви моменти на слави и на прослави е секогаш застапено, не само и прејадувањето, туку и препивањето, односно алкохолната состојба. Секогаш треба да знаеме точно што сакаме и во умерена форма нема поубаво од нешто што е умерено и внесот на храната секогаш да биде умерена. Точно е дека убавите моменти на славите не опуштаат и не релаксираат, меѓутоа секогаш треба да имаме контрола во се она што го внесуваме. А и да се случи тоа прејадување или пак препивање, утредените да си направиме ден на свежи овошје и салати, да направиме еден детокс на организмот со одредена процедура која што ќе си ја застапиме во текот на денот. Многу течности, многу свежи ензими од овошјиот зеленчук и нема да има проблем ниту со главова болка, ниту со мамурлук, ниту со тегоби на дигестивниот систем, односно отежнатост на храната. Колку има вистина во девизата како се храниме, така ќе не служи и здравието? Храната може да биде наш лек или наш уништувач. Како ќе се храниме, така ќе не служи и сопственото здравје, што е многу важно. За жал, во последно време треба да се наруши собственото здравје, па за да некој реши здраво да се храни и правилно. Мислам дека како ќе се храниме, тоа останало уште од постарите генерации, како изрека дека
како се храниме, така и изгледаме, така и служи нашето здравје и дека храната доаѓа преку устата. Се повеќе и повеќе се трудат одредени индивидуи да практикуваат здрав режим на исхрана, да имаат физичка активност и така натака и така натака. Многу ми е жал што децата се малку запоставени на таа основа, бидејќи има случаи каде родителите и здраво се хранат и посетуваат и фитнеси и теретани и сега децата едноставно се концентрирани пред компјутери, јадат брза храна, нездрава храна и веќе дебелината не е само реален светски проблем, туку и кај нас затропа на нашите врати, така да се повеќе се внимава на тоа кој кого ќе консумира и што ќе консумира и како ќе внесе, бидејќи стануваме свесни дека храната може да биде наш лек и наш уништувач. Така и ќе не служи собственото здравје. Ако имаме некој одреден здравствен проблем, а форсираме некои одредени нутритиви, тогаш дефинитивно ќе се наруши здравјето уште дополнително, а се почувствува и како благодет дека ако промениме исхраната и ако повнимаваме што ќе внесуваме и на кој начин ќе го внесуваме, чувствуваме и самите подобрување на собственото здравје. Затоа е исклучително напоменато дека здравата храна е здравјето наше. Кои се грешките што најчесто ние ги правиме македонците во исхраната? Сите знаеме дека многу сакаме да јадеме, мислам уживаме во храната, гурманска нација сме, да. Сме познати не само нели ке нас е срамота ако трпезата не биде полна ако ќе дојде гостин дома. Порано на трпезите имаше се повеќе од секаква салата, само не македонска што јас знаев да кажам, значи француски салати, руски салати, не знам, секакви салати, меѓутоа се повеќе во последно време покрај тоа што ќе биде трпезата полна да има и свежи салати, што е еден плюс и многу ме радува. Не се јаде преку годината традиционалната шопска салата, туку веќе на трпезите може да се види и сезонската салата која што е коренаста салата, значи за веќе почнува да биде застапено на трпезите и цвеклото, и морковот, и зелката, и дајкон, и целер, и трупките најразлични, што е еден голем плюс, бидејќи треба да се внесуваат сите оние нутритиви кои што се сезонски. Никогаш не сум препорачала сред зима да јаде лубеница или пак да ги јадат доматите сред зима, бидејќи тие се зеленчуци кои што и овошја кои што се си имаат период кога треба да се внесуваат во самата исхрана. Заблудите и парадоксите е тоа што во исхраната се е многу застапена пржената храна, значи секогаш преферирам да сето тоа биде печено или варено во подобра состојба, отколку да биде пржено во врело масло, па и нечесто знаат да кажат, ама го испржив, па во маслиново масло е пржено, значи апсолутно не менува никако како ќе биде типот на маслото, туку самиот момент на пржената на храна, се она што е брза храна, се она храна во себе што содржи конзерванси, концентрати, емулгатори и секогаш пред да се внесе било каков нутритив, треба да се прочита што содржи тој, какви се неговите нутритивни вредности и дали во себе содржи конзерванси, емулгатори или вештачки бои. Тоа е веќе секаде во светот светски тренд да се на секоја етикета точно оној купувач кој што е внесе, прочита што ќе внесе и има обојувања какви ќе бидат нутритивите кои што се внесуваат како дозволени и како здрави или пак како ризичниот. Оној што ќе го консумира тоа, сам ќе се одлучи дали ќе јаде здрава или нездрава храна. Работите и на менито на основните училишта во Скопска кисела вода. Што е она што е задржано во дневното мени на учениците, а со што е збогатена нивната исхрана? Да, и ако излезе во јавноста дека ги приготвувам режимите на исхрана и во градинките и во сите училишта во Македонија, морам да кажам дека за жал е дезинформација, единствената ексклузива има општина Кисела вода. Тие први собраатија кај мене направивме еден голем за мене лично како родител на 3 деца и како нешто што 15 години го работам во Македонија, да направиме промена во режимот на исхрана на децата и да им овозможиме да здравата храна биде секојдневие во училишното мени. Направени се многу промени со тоа што многу нутритиви се исврлени од менијата кои што беа долги години
застапени, има повеќе риба застапеност во традиционалните макарони, веќе ги нема или ако ги има тие се интегрални. Го нема класичниот бел леп кој што беше застапен, него сега има интегрален леп. Повеќе е македонска кујна, специјалитети кои што изобилуваат. Има за прв пат на менијата свежи овошје кои што до сега ги немаше и нема индустријски десерти, туку тоа се десерти кои што се направени спрема бабините наши традиционални рецепти и едноставно самото мени се менува секој месец, што не беше практика, нели се даваше еднаш менито во годината и траеше цела школска година, меѓутоа и за следната година важеше. И така уназад години, меѓутоа сега ова што е направено се менува секој месец во потреба. Не можам да погодам на сите 100% и да бидат задоволни, меѓутоа морам да кажам дека имам многу позитивни реакции, имам директен контакт со родители кои што ми се јавуваат да ми сугерираат некои работи или пак одговорните во кујната кои што сугерираат што децата сакаат или кое е нивното омилено за во наредните менија да биде адаптирано на како што треба. Преживеале тие макароните што се интегрални? Па мислам дека првиот шок беше дека ги нема, првиот месец кога започнавме воопшто ги немаше, потоа на барање ги внесов. Децата се навикнуваат и адаптираат на промената ако е таа вкусна. Значи сето тоа што се приготвува во кујните е со многу голема љубов направено и е направено по македонски традиционални рецепти секојдневно кои што се јаде. Направено е во една избалансирана исхрана во однос на внес на потребни корисни калории на тоа дете, на таа возраст. Мислено е затоа што се станува збор од 6 годишна возраст до 12-13 годишна возраст, значи опфаќа широка возрастна група на дечиња, кои што едноставно ја прифатија затоа што пред тоа имавме едукации, подготовки и никако не им дојде шок самото тоа што направија. Не направив некоја ригорозна промена, зашто не ни можам да направам таква ригорозна промена во интерес на децата, меѓутоа се она што е променето е адаптирано на многу поздрав начин на исхрана и нема веќе пржена храна, нема веќе храна која што во себе ќе содржи емулгатори и вештачки бои, него се направено во кујните по македонски рецепти. Ни следат новогодишни божични празници што ќе им препорачате на гледачите во однос на исхраната, освен да не се пријамнуваат и препиваат? Прво им посакувам да имаат здрава и успешна година. Здравието е пред се. Ако немаме здравие, немаме ништо. Успешна, среќна, берикетна, да семејството пред се биде сето здраво и не почнува и не завршува тоа годината со новогодишните празници. Секогаш ќе имаме време за консумирање на храна. Убаво е тоа да си ги собереме пријателите или да одиме некаде со пријателите да дочекаме новата година, да биде весела и расположена. И секогаш преферирам тоа да биде во некои умерени форми, значи ништо што е премногу isforsirano. Верувам дека ќе ги слушнат советите, зашто секогаш пред нова година или пред некој поголем празник апелирам дека сето тоа треба да биде умерено за да не се завршува на токсикологија и да не се почнува годината со болници, тука едноставно да се испрактикува се она што е застапено на менито во домашните услови или во ресторанските во умерена форма со умерен внес на алкохолни пијалци. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам.